Балканскиот рис со години се бори за опстанок, уништувањето на живеалиштата со инфраструктурни проекти и криволовот, а последните години размножувањето во сродство се едни од заканите за негово исчезнување. Рисот не сака многу вознемирување, така да голосечите, например, доста негативно влијаат на неговиот опстанок. Иако е строго заштитено животно, сепак постои криволов и бидејќи се работи за многу мала популација, секоја единка е значајна, што значи дека и една единка да биде убиена нелегално и тоа е голема штета. Меѓутоа, сега во последно време гледаме дека размножувањето во сродство е една сериозна закана за балканскиот рис. Екологистите алармираат дека неопходна е поголема заштита на овој загрозен вид, кој е незаменлив дел од природното наследство на регионот. Најчесто ние се фокусираме на западниот дел од Македонија, бидејќи сме со ограничени капацитети, но приоритизираме тука, затоа што токму тука рисот е најзастапен и најголема е веројатноста самото локално население да има некаков си контакт, некаква си интеракција со ова животно. Но кога имаме прилика, гледаме да не одбиваме, па сме присутни на други места, но тоа е главно за основците. Секако присутни сме и со разноразни настани. Во Македонија има околу 40 возрастни единки на балкански рис, од кои еден забележан и на Галичица, а на Балканот вкупно не повеќе од 50. Нина Ритоновска, Сител телевизија.